Во саботата во спортската сала 25 мај во Радовиш се одигра дербиото на осмото коло од плејофот на првата ракометна лига меѓу ланскиот Суперлигаш Радовиш и Металург за второто место кое води во баражот за влез во Суперлигата. Неизвесен и тежок меч со често минување на водството кое понуди возбуда пред се за гледачите кои беа во салата. Радовиш прв гол во резултатот за 1:0, а потоа Металург изравни на 1:1. Домашниот тим дојде до +3 кога имаше 7:4, а потоа Металург одново изравни на 8:8 и 9:9. Неизвестноста продолжи до крајот на првиот дел кога Металург направи комплетен пресвар на резултатот за 12-13 на полувреме. Во вториот дел Радовиш одново дојде до гол предност при 15-14. Металург во неколку наврати доаѓаше само до изравнување, но не и до превземање одново на водството. Дојде до 20-20, а потоа Радовиш одново имаше 22-20 за на крај конечниот исход да биде 25-23. Со овој триумф Радовиш се искачи на второто место кое води во баражот за Суперлигата. Изјава за М-нет по надпреварот даде Александра Кузмановска од стручниот штаб на Металург, која вели дека многу им била значена оваа победа, која како што вели за жал не ја добиле, но направи кратка анализа на самиот надпревар. Многу ни беше значена оваа победа, за жал не ја добивме, се обидовме до крај со притисок од публика, можам да кажам и некои одлуки од судии. Ма се ни значеа, ама тоа е што е, надпреварот отиде во полза на гостите, ние ќе се бориме до крај да изненадиме некој фаворит и да успееме да го добиеме тоа второ место што го посекуваме. Кузмановска за М-нет вели дека Металург до крај ќе се бори да ги добие сите преостанати надпревари. Додава дека против Бисинов одиграле одлично. Се надева дека ќе се повтори тој надпревар на домашен терен и да се изненади тимот од Велес. Ние ќе се бориме да ги победиме сите останати надпревари што ни стануваат. Со Бисинов минатиот пат изигравме многу добро. Се надевам дека истата игра ќе ја повториме на домашен терен. Зашто да не да ги изненадиме. По завршување на мечот изјава за М-нет даде еден од тренерите на Радовиш, односно Спасе Ѓорѓиев, кој вели дека очекувале тежок меч против Металург. Додава дека надпреварот бил вистински дерби меч како да е суперлигашки. Ѓорѓиев ја пофали публиката и упати благодарен за поддршката. Па добро, пред надпревар знаевме дека ќе биде тешко, се спремавме. Значи една права дерби утакмица, може да кажем и суперлигашка. На крај се заврши добро за нас, ги освоивме трите бода, сите честитки до играчите кои изигра тоа што беше договорено, мора да ја пофалим и публиката која ни даде еден ветер во грб и на крај сите заедно славевме една победа која е вредна моментално и не носи на второто место, каде што се надеваме дека и ќе останеме до крајот на сезоната. Ѓорѓиев вели дека сега е период на тешки надпревари, но го радува фактот што формата кај играчите е подигната, како и желбата за тренирање и играње. Значи да, ова е периодот на три тешки утакмици кои го имаме, значи како што кажав сега со Металург, гостуваме во Велес кај Бисинов и Богданци. Ме радува тоа што формата на играчите е подигната, нивната желба за играње, за тренирање се гледа, значи дека е подигнато, дека сакаат да играт, дека сакаат да се борат. Ќе одиме, ние секогаш одиме на победи, значи одиме на победи на двата надпревари. Мора, значи гледате, ги ротираме сите играчи, сите играат, сите имат свој придонес. И морам да кажам дека стварно и симнувам капа на играчите како да играат денес и но и претходните утакмици. И мислам дека со оваа игра, со оваа борбеност ќе го задржиме тоа второ место до крај. Зоран Стојановски со 8 поголици беше најдобар кај Радовиш, а 7 имаше Здравко Постолов. Кај Металург со по 5 гола се истакнаа Христијан Крастановски и Филип Петровски, а 4 гола имаше Филип Фидановски.